Здраво! Јас сум Милана Стаменков, ученичка сум во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани сум Песлав Зелен. Денес ќе ви раскажам дел од книгата Ава и звезда. Автор на оваа книга е Џуди Сајнс. Главни ликови во оваа книга се Ава, Звезда и нивните пријатели. Делот, односно настанот, кој мене ми остави најголем впечаток е следниот. Еден ден, професорите кои што работеле во Академијата за еднорози им соопштиле на своите ученици дека денес нема да имаат часови, туку дека ќе одат во лов на богатство. Некои ученици велеле дека тоа поради магичното еце. Велеле дека некој повторно се обидува да му наштети. Откако пристигнале сите девојчиња на одреденото место, сите девојчиња се поделиле во различни групи. Во групата на Ава биле Ава, Софија и Оливија. Откако го добиле списокот, на кој што ги имало сите нешта кои што тие треба да ги пронајдат, Оливија и Софија биле многу збунети и рекле на Ава дека тие немаат поим каде да ги најдат овие нешта. Но Ава се насмејала и им рекла дека таа знае каде точно може да ги има сите од нив. По патот, тие слушнале еден голем вресок кој што доаѓал од едната група на другите девојчи. Тие рекле дека некој голем пајак се приближувало до нив. Ава веднаш отишла, го зела пајакот и го вратила во својот дом. За да знаете, дали Ава, Оливија и Софија биле први? Дали на вистина нешто се случило со магичното езеро? Што се случило понатаму? Одговорите на овие прашања ќе ги добиете само доколку ја прочитате книгата Ава и звезда. Ви благодарам на вниманието и довидување!